Саботно издание на регионалните вести. Властите со никакви мерки не го спречуваат урбаниот хаос кој владее во Тетово. Секој слободен простор се приграбува за да се изгради објект. Голем дел од тие објекти се без дозвола и се градат без постоечките стандарди. Урбаното лудило во Тетово никако да престане. Секоја ќоше се користи за изградба на некаков објект. Пример за тоа е овој исков во населбата блок 70 каде ќе се гради помеѓу два стамбени објекти, чии темели инвеститорот ги отворил. Најверојатно неговиот објект планира да го припои до постоечките згради. Местото каде се гради не е соодветно обезбедено, нема информативни табли кој гради и кој инвеститор. Станарите не сакаат да зборуваат пред камера, но велат дека стравуваат за безбедноста на нивните згради, чии темели се отворени неколку недели. Експертите велат дека ваквиот начин на градење е ризичен и може да предизвика нестабилност на соседните објекти, затоа што темелите наместо каскадно се отворени наеднаш. Треба да одиме каскадно отворење на соседниот објект. Значи прво се отвара еден дел и санираме, односно градиме нови каскадни темели, па продолжуваме дел по дел. Зависи од должината на објекти. Не треба да се отвори повише од 1/3 од објектот. Од општина Тетово велат дека претходната гарнитура уште во 2012 година дала дозвола за градба на ова место. Отаму додадоа дека градежните инспектори ја контролираат градбата и ако не се почитува градежната дозвола, ќе се преземат сите мерки согласно законот, но досега за необезбедениот простор каде се гради несоодветно, општината нема преземено ништо. Локалната власт не постапува и за останатите објекти во градот кои се градат и најчесто без дозвола, узурпирајќи државно земјиште. На приложените снимки голем дел од градбите се дивоградби, вклучувајќи го и ова огромно здание на Тетовското кале и џамијата на Попова шапка, за кој инспекцијата пред неколку години донесе решение за уривање, но по истото не се постапува. Граѓаните велат дека од дивоградбите урбаниот хаос не може да го препознаат градот, кој од ден на ден се задушува и останува без слободен простор. Се загуши градот. Гледам вамо блок 70 исто се копаат зграда за зграда, се прават и други работи. Шарпланина више готова е, уништена. Од да фатиме од Теќе до Шапка све е уништено. Има смеќа на луѓе смеќа. Нарочито покрај река да. Тие нагоре кои сиде по пена, тие смеќаваа доста. За градот би требало да има една добра инспекција. Општината пред 2 години избра и фирма за уривање на дивоградби. Со неја беше склучена на годишен договор со кој беше предвидено таа со сопствена механизација да урива бесправни објекти, но фирмата не урна ниту една дивоградба. Отаму во неколку наврати за медиумите истакна дека ќе започна со работа на терен, откако ќе добијат писмен налог од општината, кои градби да ги уриваат според така наречената листа на приоритети. Локалната власт пак се правдаше дека ја состава листата, но во меѓувреме на фирмата и помина договорот, а во градот и понатаму со поголем интензитет продолжија да царуваат и во градбите урбаното лудило. Иако мајчиното млеко е незаменливо и ниедна друга храна за бебињата не се споредува со него. Во модерното време во кое живееме, многу мајки се одлучуваат да не ги дојат нивните новороденчиња. Во приложение прилог за придобивките од мајчиното млеко, како за детето, така и за мајката. Се поголем е бројот на мајките кои не ги дојат своите новороденчиња од најразлични причини. И покрај постојаните препораки од страна на Светската здравствена организација дека доењето треба да биде единствената храна на бебињата во првите 6 месеци, модерниот тренд на избегнување на мајчиното млеко е се позастапен меѓу младите мајки, велат педијатрите. По модерното време, во времето што живееме сега, значи во модерниот век, огромен број на мајки одбегнуваат, значи не ги дојат своите деца. Така да тоа представува еден аларм, значи едно црвено светло, еден, да кажам, лош знак, дека обрнување на внимание за доењето е опаднато поради разни фактори на мајките, со тоа што тие избегнуваат слободно доење, што на некој начин од страна на науката, од страна на педијатријата, тоа не е дозволиво и ние треба да водиме битка за да ги прикажеме кои се придобивките за децата првенствено, ама и од друга страна има придобивки и мајката. Сакам да кажам дека во Запад, во многу поразвиените
установи кои водат и породилишта, и детски оделенија, и болници. Таму мислим, организирани се посебни единици за форсирање на слободно доење и ги викаат банка на млеко, каде што одредени мајки донираат млеко, мајчино млеко, а од одреден број на други мајки купуваат мајчино млеко, кои поради разни причини не ја обавуваат таа, да кажам, обврска за доење, меѓутоа тие таму одат и купат во тие така наречени банки за млеко. Сакам да кажам дека слободното доење, мислим, млекото што таму се донира и млекото што се купува мајчиното е многу поскапо, меѓутоа загарантира едно здравје на новороденото, за разлика од сите други млека, почнувајќи од кравиото, од адаптираните сите формули и така натаму. Мајчиното млеко представува најздрава природна и органска храна. Идеалниот сооднос на основните хранливи материи и присуството на бројните антиинфективни фактори го прават мајчиното млеко уникатна и незаменлива храна, максимално приспособена на физиолошките и нутритивните потреби на новороденчето и доенчето. Почнувајќи од содржината, значи многу е битна содржината на мајчиното млеко, за разлика од кравиото. Почнувајќи од протеините, каде што мајчиното млеко содржи малку повише лакталбумини, лактоглобулини, имуноглобулини, кои се на некој начин одбранбени механизми на новороденото или создавање на таа прва, да кажам, на тој прв имунолошка одбрана на новороденото од сите надворешни агенции и така натаму. Протеините секако се многу битен фактор. Меѓутоа, мајчиното млеко содржи малку, значи во проценти помалку казеин, казеино што кравиото млеко го содржи во многу високо ниво, ама тоа за новороденото не е баш толку, да кажам, со големи придобивки. Јаглените хидрати, исто така мајчиното млеко ги содржи во добар процент, кои се доволни за извршување на тие 24 часовни сите активности на новороденото, на раста, развој и така натаму. И содржината на липидите исто така е многу битно, така да мајчиното млеко содржи доста, мислим, во голем процент неесенцијални липиди кои се многу битни за развојот воопшто на новороденото, меѓутоа и на нервниот систем. Плюс тоа што мајчиното млеко содржи доста протеини, доста олигоминерали, содржи и доста вака железо, кое гарантира едно појако подсврст развој на новороденото. Втор фактор кој е во страната на мајчиното млеко е психолошкиот фактор. Несомнено дека преку доењето, преку првиот момент после породување, создавање на една добра лактација, значи едно големо и добро емоционално поврзување помеѓу мајката и новороденото. Доктор Бајрами разрешува една многу честа дилема околу квалитетот на млекото во различните фази на доење. Во народот постои така, го викаат, некој млеко е појако, некој млеко мајчино е послабо. Во принцип не постои, мислим, во педиатрија не постои појако, послабо млеко, него секое мајчино млеко е мајчино и ги содржи сите тие потребни субстанци или материи кои треба да го гарантираат нормалниот развој на новороденото. Така да нема слабо или појако мајчино млеко. Меѓутоа, има некои фактори кои влијаат директно на да кажам на волуменот на мајчиното млеко. Ако мајката, пример, јаде, пие нормално во тек на 24 часа, тогаш мајката
сепак ќе зависи малку и анатомијата на мајката, да кажам, на градите и така натаму. Ако мајката јаде, пие нормално, ако е во, да кажам, во добра психофизичка кондиција, тогаш мајката ќе има доволно млеко колку ќе му треба на новороденото. Така да не постои во науката, во педиатрија, добро, јако или послабо мајчино млеко. Сите мајчини млека се исти. Интензивното доење идеално е да трае до втората година од раѓањето на детето, вели доктор Бајрами. Инаку со истражувањата направени во развиените земји и земјите во развој, добиени се силно подкрепени докази кои укажуваат на уникатниот состав, како и на заштитната улога на мајчиното млеко од бројни заболувања во новороденечката, доенечката, дури и во адолесцентната возраст. годишен жител на Тетово е повреден ноќеска од заталкан куршум, информира денес МВР. Жител на Врапчиште се заканувал со пиштол, зашто не му дозволувале да се жени со девојка од Здуње. Околу 21 часот и 30 минути вчера се случил настанот кога 34 годишникот од Мала Речица е повреден од заталкан куршум. Тој бил во угостителски објект на улицата Штипска во Тетово, каде на една од масите седел со повеќе негови пријатели, меѓу кои и сопственикот на локалот. Во еден момент слушнале звук, пошто луѓето на десната нога на 34 годишникот забележале зрно од огнено оружје. МВР соопшти дека извршен увид од вработени во СВР Тетово. Вчера во 21 часот во полициската станица Гостивар, 28 годишникот село Здуње пријавил дека околу 19 часот и 30 минути пред неговата куќа дошол жител на село Врапчиште, кој ја поборал за сопруга неговата сестра. Откако 28 годишникот не дозволил, лицето од Врапчиште извадил пиштол и му се заканувал дека ќе го убие, пошто заминал. Седум тинејџери меѓу 13 и 15 години добиле симптоми на труење од храна која ја консумирале во трпезаријата на Фудбалската федерација на Македонија, соопшти синоќа Државниот санитарен и здравствен инспекторат, кој за случајот бил известен од Центарот за јавно здравје Скопје. Храната била обезбедена од кетеринг служба, објектите на подружницата биле веднаш затворени и забраната ќе трае додека не бидат обезбедени соодветни епидемиолошки мерки, генерално механичко чистење на просторот и опремата, дезинфекција од овластена здравствена установа, вонреден санитарно-хигиенски преглед на вработените и контролни брисеви од работни површини и опрема. Државниот санитарен инспекторат соопшти дека децата побарале лекарска помош во приватна клиника во Скопје, имало повеќе симптоми, меѓу кои кадење, тежина во стомак, главоболка и вртоглавица. Од вкупно 54 деца, тројца тренери, еден лекар кои јаделе од истата храна, на тегоби се пожалиле 45 деца, 6 од децата кои не ја консумирале истата храна немале вакви симптоми. Сите заболени во епидемиолошката анкета дале податок дека на 9 август консумирале ручек и вечера во трпезаријата на ФФМ, информира инспекторатот. Граѓаните да ги проверат своите податоци во избирачкиот список за време на јавниот увид за есенскиот референдум што трае до 23 август, повика Државната изборна комисија по забелешките во јавноста дека во избирачкиот список се уште има фантоми, починати лица и други неправилности. Од ДИК нагласуваат дека промените во избирачкиот список граѓаните може да ги направат само со поднесување соодветна документација. Радио Слободна Европа на македонски јазик во темата на неделата го анализира сексуалното вознемирување на работните места. Добро дојдовте во ова издание на темата на неделата, во која се осврнуваме врз сексуалното вознемирување на работно место, појава за која, иако е многу раширена во светот, малку се зборува. Сексуалното злословување во Холивуд, кој деновиве е во центарот на вниманието на јавноста во светот, поради случајот со продуцентот Харви Вајнстин, не е ограничено само на филмската индустрија, туку е присутно и во други професии.
За овој проблем дебата одржа и пратениците во Европскиот парламент, откако беше обелоденато дека такви случаи имало и во институциите на Европската Унија. Скандалот со Харви Вајнстин поттикна глобална дебата за сексуалното вознемирување на работно место. Вајнстин е обвинет од многу жени дека сексуално ги малтретирал или напаѓал во инциденти што датираат од 80-тите години на минатиот век, меѓу нив и 3 кои велат дека биле силувани. Тој негира дека имал неконсензуален секс со некого. Како и да е, се поголем број жени јавно почнаа да говорат дека имале такво искуство. Хаштазите како Me Too, или во превод и јас исто, кои се појавија на социјалните медиуми, станаа место за примери на сексуално вознемирување. Весникот Sunday Times дури објави статија во која женски помошници на пратеници во Европскиот парламент наведуваат дека биле жртви на сексуално вознемирување од политичари. Токму поради тоа парламентот свика итна дебата на оваа тема. Обраќајќи им се на пратениците, еврокомесарот за трговија Сесилија Малмстром рече дека една од секој 3 жени била жртва на некаков вид физичко или сексуално насилство. Do not tell enough personal stories. And the reason we are debating this today is, of course, because of the global movement of Me Too. Real stories which has exploded in social media and other communication forum the recent weeks. Stories that have been kept locked in the memories and the hearts and minds of millions of women across the world who's been suffering, who's been silently trying to forget or cope with this or ignore the pain. На пленарната седница европратеничката Тери Рантке, членка на германските зелени, изјави дека таа лично била сексуално малтретирана, исто како и милиони други жени во Европската Унија. And I think it's about time that we very clearly say that we should not be ashamed, but that the perpetrators should be ashamed. Because sexual harassment is such a widespread problem all over the European Union. And we will need legislative steps in order to combat this problem. За каков вид на иницијатива се работи, објаснува францускиот јуниор министер за родова рамноправност Марлен Шкјапа, која вели дека ова е поинакво од претходните краткотрени дебати по скандалите со француските политичари во изминатата деценија. C'est préserver justement la séduction, la galanterie et l'amour à la française que de dire on préserve le consentement et que dans un cadre défini entre adultes consentants, tout est permis, on peut se séduire, se parler, etc. Mais qu'à partir du moment où quelqu'un a dit non, qu'il n'avait pas envie de rentrer dans ce jeu, eh bien c'est un non ferme et définitif. Во Македонија пак според упатените, самата свесност за препознавање на сексуалното вознемирување е се уште ниска. Некои истражувања покажале дека само 1/3 од жртвите и формално пријавиле дека имале такво искуство. Како причини се наведуваат страф од бркање од работа и срам од колегите и блиските. Понекогаш жртвите ниту знаат како да постапат ако тоа им се случи. Во Македонија не постои официјална бројка на жртвите на сексуално вознемирување на работното место. До септември годинава во МВР се регистрирани 70 кривични пријави против половата слобода и морал, од кои 37 се случаи на силување. Упатените велат дека бројката е висока, но дека свесноста за препознавање и пријавување на овој феномен е се уште ниска. Истражувањето кое на оваа тема го направи Сдруженијето за еманципација, солидарност и еднаквост на жените, а кое опфаќа 809 испитанички, покажува дека скоро 17% од нив биле жртви на некаков вид на полово вознемирување на работното место. Најчесто е невербалното. Невербалното подразбира одредена комуникација која што е преку одредени содржини, да кажам визуелни содржини, пишани содржини кои што се со сексуална конотација, кои што на некој начин допринесува да жртвата се чувствува непријатно, да се чувствува недостоинствено и сето тоа ја стават во позиција да ете таа, значи на некој начин мора да биде во надредена позиција во однос на тој што ја вознемирува. Она што е индикативно е тоа што мал дел од жртвите случајот го пријавиле формално во институциите. Резултатите од истражувањето покажуваат дека само 1/3 од жртвите формално пријавиле дека биле жртви на полово вознемирување, а повеќе од 50% пријавиле само до раководното лице во организацијата.
Причините поради кои жените не се осмелуваат да го пријават случајот до институциите се во корелација со родовата нееднаквост во македонското општество, смета Гелевска. Имајќи го во предвид целиот тој контекст во кој што се наоѓа жената, секако, а и тоа го покажа и податоците од истражувањето, дека во најголем дел сметаат дека се соочуваат нели со страв, дека ќе им биде даден отказ од работното место, срам од колегите, од блиските, од потесното семејство, дека можеби тие го предизвикале заради тоа што кај нас перцепцијата е дека најчесто жената е таа која што го предизвикува сексуалното вознемирување на работното место, па во голем дел испитаничките кажаа дека можеби причините се должат и на тоа срам дека ќе се случи такво нешто, но и дека ќе бидат тие обвинети дека тие се директно виновни за тоа што им се случува. Жртвите на полово вознемирување на работното место имаат правна заштита која им ја обезбедува Законот за работни односи и Законот за заштита од вознемирување на работно место. Но проблемот според упатените е тоа што најголемиот дел од институциите немаат механизми за следење и пријавување на оваа појава, така што жртвите не знаат како да постапат доколку такво нешто им се случи во работната средина. Толку во ова издание на темата на неделата, во кое се осврнавме врз потребата од дополнителни потези и мерки за справување со сексуалното вознемирување на работно место. До гледање. Денес имавме сончево време со мала до умерена локална облачност, а дуваше и слаб до умерен ветер од јужен правец. Утринската температура се движеше од 12 до 20, а дневната од 26 до 36 степени Целзиусови. И утре ќе имаме сончево и топло време со мала до умерена локална облачност. Утринската температура ќе се движи од 13 до 19, а дневната од 24 до 38 степени Целзиусови. Регионалните вести ги завршуваме овде. Благодарам што не гледавте. Пријатно.